Минус 16 степени е денешната дневна температура во Виница, а ноќните се за 10 степени пониски од дневната. Студот и мразоци го наплаќаат долгот, замрзнати улици, замрзнати цевки од тежната функционалност на целокупниот систем. А не дај Боже да треба да патуваш на подолга релација. Опасноста те демне од сите страни. И машините не се адаптирани на овие температури, па не се за изненадување и дефектите. 16 годишната старост на машината за чистење снег на комуналното предпријатие Солидарност вчера и денес се блокираше работата на оваа институција. Во текот на вчерашниот ден, нашето специјално возило за чистење снег имаше дефект. Во текот на вчерашниот ден, возилото успеа само да стигне до малите Софинци и Саихци, додека не успеа да стигне до селото Трсино. Беа изчистени природните патишта кон селата Пеклани, Крушево и Драгобраште со неколку мала и се разбира до Блатец. Не успеавме да стигнеме до село Липец. Дел од населените места се целосно отсечени. Денес се прават напори со ангажирање на приватни фирми, барем делумно да се расчисти сообраќајната мрежа. Побаравме помош од Македонија пат да ги прочисти барем регионалниот пат од Пекланска река до Трсино и до Трстија. Меѓутоа и тие имаат 4 возила со кои располагаат, 2 им се дефекти, имаат само 2 возила, така да не можеа да не излезат во пресред и да го исчистат тој дел од општина Виница. Целосно се отсечени селата Калиманци и селото Грлани. До сега, откако почнаа снежните врнежи, вкупно се изфрлени околу 27 метри кубни песок и 4200 килограми сол. Имаме залиха околу 20 метри кубни песок, уште имаме залиха и околу 2-2,5 тони сол. Покрај сообраќајната мрежа, секојдневни се и дефектите во водоводната мрежа, од ден во ден расте и бројот на пациенти со скршеници на екстремитетите. Дефинитивно, природата не стави на голем тест, кој за жал тешко го минуваме, како индивидуално, така и институционално. Подготовките за ваков студ и мраз не се прават адхок, туку стратешки и долгорочно.